Штипското основно училиште Гоце Делчев е првото кое воведува бесплатен продолжен престој за учениците од прво до трето одделение. Директорот на училиштето Трајче Димов вели дека оваа новина ја воведуваат на стартот на новата учебна 2018-2019 година. Значи сите ученици ќе бидат згрижени од 7 до 16 часот секој ден. Само морам да нагласам дека се работи приоритет ќе имаат, бидејќи капацитетот е околу 30 деца, приоритет ќе имаат учениците од прво одделение што ќе се упишат во училиштето Гоце Делчев. Димов забележува дека училиштето располага со професионален и стручен наставен кадар, но смета дека во наредниот период треба да работат на запишување на ученици од сите етнички заедници и да биде вистинско мултиетничко училиште. Во изминатите 10 години во ова училиште не се почитувала реонизацијата од страна на родителите, па се случил и процесот на гетоизација на училиштето, каде што поради самата близина на ромското мало Радански пат се запишувале само деца од ромската заедница. Во соработка со локалната самоуправа донесовме нова реонизација која беше изгласена од Советот на општина Штип и правилник за упис на ученици во прво одделение. За прв пат, за жал, ефектите не се такви какви што очекувавме, меѓутоа кога нешто 10 години не се обраќа баш никакво внимание, не можат да се исправат работите за една година. Со дополнителни мерки се надевам дека навистина во наредниот период ова училиште ќе биде вистинско мултиетничко училиште, односно едно општество за сите. Во наредниот период во училиштето Гоце Делчев, благодарение на донацијата од 5000 евра од амбасадата на Германија 2000 евра, сопствено учество ќе се опремат со нагледни средства кабинетите за предметна настава. Тој е задоволен од успесите кои учениците ги покажале на надпреварите, освојувајќи награди на локалните, регионални и државни надпревари. Можам и да истакнам некои ученици, посебно ученичката како првенец на генерацијата Марија Велинова, која и освои трета награда на државно првенство во полмакедонски јазик. Други ученици се Моника Стојанова, Давид Јанков, Ева Манасиева, Драгана Лазарова. Ова да ги истакнувам, нека ми простат другите ученици, меѓутоа ова се ученици кои освоија награди на државни првенства. Димов на денешната пресконференција најави дека доколку им биде одобрен проектот преку програмата за меѓугранична соработка меѓу Македонија и Бугарија, во тој случај ќе бидат првото дигитализирано училиште во источниот регион, а второ во земјава.